Благодарам, председателе. Јас би сакал само да потенцирам дека ист ваков закон, промена на ист ваков закон, како комисија и како собрание, го гледавме пред 2-3 недели и извршивме промена во постоечкиот закон. Уште тогаш беше најавено дека се спрема нов, комплетен закон и нашите дискусии како позиција беше: луѓе, зошто брзате? Дајте со еден комплетен закон, нека се уредат сите работи кои што мислите дека треба да бидат уредени. Меѓутоа, вашето брзање во тој момент беше дека треба да се променат брзо условите за вработување, дека не можете да вработите луѓе во затворската полиција. Океј, коректно, коректен да речем, коректна причина зашто се брза. Меѓутоа, и тогаш, а и сега, сакаме да потенцираме, тоест, ево, јас сакам да потенцирам, дека условите за избор на луѓе кои што ќе работат во затворската полиција ги намаливте, тоест критериумите за избор ги намаливте, и од место да пробате со промена на законот да субјективизмот го намалите, а објективизмот го зголемите, вие со тогашната промена на законот во постапката за избор на луѓе кои што ќе работат во затворската полиција, направивте обратно. Објективизмот го намаливте, а субјективизмот го зголемивте. Значи, тогаш од постапката тргнавте пропишаниот испит за припадник на затворската полиција и оставивте само административна селекција, што сакале некеле мора да биде направена, и интервју, каде што баш во тоа интервју субјективизмот може да дојде до најголем израз, тоест врз основа на интервју, разговор кој што ќе се има на кандидатите кои што ќе аплицираат за тоа специфично работно место припадник на затворска полиција и комисијата, баш она субјективизам, кој член од комисијата како ги гледа работите и каков впечаток им остави кандидатот, и врз основа на субјективно мислење, да нема некој репер, нема некој критериум кој што ќе колку толку ќе се извага кој од тие кандидати е подобен и подобар за таа работна позиција, чисто од сведен впечаток ќе треба да се одлучи кој ќе биде вработен. Ние и тогаш, ево и сега потенцираме дека мора да се обрни поголемо внимание на начинот на избор на овие луѓе кои што ќе работат на ова работно место, бидејќи тоа работно место е специфично работно место. Не е обично работно место, туку си бара посебни, да речем, карактеристики на луѓето кои што ќе бидат работени во затворската полиција. Така да мислам дека, ајде тогаш не послушавте или не ги прифативте нашите предлози, брзавте да го помините законот таков како што го предложивте, меѓутоа мислам дека сега треба да се размисли на оваа тема и дека треба сите заедно да најдеме начин да ги подобриме, тоест да внесиме повеќе критериуми во процесот на селекција при работувањето. Да не се повторувам, еднаш ви ги кажав зошто тоа го сметам. Тоа е добра прилика, ево сега после 3 недели, пак го менуваме законот, добра прилика да поправиме нешто што не беше добро обработено во пред 3 недели при промена на законот, и ево добра прилика да тоа се поправи. Апелирам да, како парламентарно мнозинство и како влада, да се размисли многу добро ова што го кажувам. Ние ќе поднесиме амандмани, меѓутоа не е само проблемот, ево ќе поднесиме амандмани, меѓутоа се чини дека треба да се обрне внимание на оваа тема и стварно да размислиме во која насока ја тераме работата. А инаку, за законот, јас не би говорил се во момент многу во детали. Очигледно дека се менуваат некои работи, се ингеренции на директорите, се менуваат и така натаму. Така да, поентата на мојот муавет и на моето потенцирање е ова што кажав. Благодарам.